9 месеци животот на 80-годишната Штипјанка Илинка Чалова е живот во неизвестност, откако започнала градба на куќата на незиниот прв сосед. Тоа е штета, ја штетата, па ја 7 дена нема, 2 дена нема телефон да зборим. 7 дена нема телевизија да гледам. Ова ќе ми паднеше, ќе видиш како е жито. Ќе ми паднеше, ама таде Господ со предожно и кој го притисна, не знам, и остана ја. Празно останало ветувањето на соседот дека ќе ја надомести причинетата штета за само 1 месец. Од тогаш поминале дури 9 месеци. Затоа Јас си сакам се што ми е таксал се да направи. Што е тоа таксано? Па кажувам, што ќе се извалка да се ги чисти, што е расипано да се направи. Во меѓувреме, Чалова реагирала и во секторот за внатрешни работи Штип, но Оди и кај командирот и у полицијата одиме, ама не можем, сакам кај градоначалникот. Јас со нив многу живеем, ама не можем да викат на 5 спрат било. Па ја не можем, треба еден ден да се качувам. Не може да се качам, сите ми викат дека ќе одиш. времето не е сојузник на Илинка. Стравува дека ќе биде полошо со најавените дождови. А сега што кажуват, цела недела ќе биде дожд, ја дека ќе спием. Ќе улезеш, па ќе видиш. Немам помош од нигде, никој не ми помага. Ако не ми помогнете, да го стегнете, он е таксал, ете. И покрај очиот што ја обзема, Чалова е решена правдата да ја истера до крај. Иако со нарушено здравје, решена е деновиве да се сретне со градоначалникот, но и да ги извести и надлежните општински служби.